Почитувани гледачи, добар ден. Победа и Беласица, вториот дел од представниците македонски во европските купови, и тоа во купот на УЕФА, вториот по вредност во европското клубско фудбалско надпреварување. Прилепчени по трет пат во овој куп ќе се обидат да го минат квалификационото коло против данскиот представник екипата на Мидланд. Првиот надпревар се игра на стадионот Гоце Делчев во Прилеп. За сега нешто повеќе од 3000 гледачи, иако се очекуваше можеби и поголема посета, но работен ден е, веројатно како ќе се одива надпреварот, така и трибините на стадионот Гоце Делчев во Прилеп ќе се полнат. Во секој случај, одлична атмосфера во пресет на првиот од двата надпревари во квалификационото коло во купот на УЕФА, во кој прилепчени како домакини ќе се обидат да создадат што поповолен резултат и предност за на 29 август на реваншот во Силкеборг во Данска, евентуално да го минат ова квалификационо коло и да влезат во првото, каде што веќе и кругот на екипите е многу позвучен и по-квалитетен. Екипата на Митиланд доаѓа од Данска, земја која се карактеризира со една силна репрезентација, постојана на големите надпреварувања, така беше на последното светско, иако можеби клубскиот фудбал и не е на нивото на репрезентативниот. Можеби тука нашата екипа, нашиот представник во купот на УЕФА ја бара својата шанса против тимот на Митиланд, се обидува да прескокнат средината, да ја искористат својата доминантност во скоковите, во височината и така лесно евентуално да го освојат просторот. И веднаш според тоа, бележејќи го првиот удар на Крстев во петата минута, сега Карамфиловски, одличен потек и продолжување на ист начин на акцијата. Нацев на првата статива е Крстев и натаму Нацев се обидува шутира и во аголот што е обично покриен, како што треба да биде школски. Кон Скоубо, да видиме дали имаше офсайд и ако не е така, со оглед на реакциите на прилепчени, околу 25-6 метри, дефинитивно Тони Мицевски. Според местењето, се обиде, мисля, че беше во прв момент дека ќе се решава да пласира, нема офсайд, Крстев обида да се проигра Тони Мицевски, е обид од свртување и да, ќе беше поопасен овој удар на Тони Мицевски, доколку оваа топка не го зафатеше Сел или пак и без тоа ќе немаше да биде проблем за Скоп Јенсен. Сега и најмалку важно, во секој случај во 27-та минута втора закана за голот на Митиланд, втор корнер и за победа. Морат прилепчени да ја превземат играта на средината на теренот, да создадат доминација. Одличен уште еден потек на Тони Мицевски. Втор, трет, голема шанса, нема гол. Штета 27 минута, некоја зафатила оваа топка, ми се чини не голмано, тој не ни мрдна. Ваков еден соло продор, скијачки слалом да не се круниса за гол. Карамфиловски, Осемен Георгиевски, може ли да се отвори добра контра на победа. Георгиевски, десно се отвара Тони Мицевски, има добар удар Георгиевски, се мести долго и стотива голема шанса, штета. Педантен на судијата Меснер, бара да се врати топката многу назад, сега Тони Мицевски. Нацев. Георгиевски во одвоено проигрување, изворедно, само Крстев е на првата стотива, автогол 1-0. Капитенот на искуствениот Нилсен. 35-та минута, можеби не требаше со автогол, победа имаше 200% шанси, но водството е апсолутно заслужено и добро дојдено. Линдквист, пинг-понг, Маглеби, Ќумбев, Николаевски, интервенција на Јоргенсен, сега Маглеби. Добра проценка во првиот случај на судијата Меснер, немаше прекршок врз Маглеби, но затоа има црвен картон. Строго според правилата, го видовме тоа многу често на светското првенство, ваквите прекршици директно со отворен ѓон на противничката нога значат и автоматско исклучување. Секогаш одлично подготвени, данците не се чувствува тоа во кондицијата, во покривањето на теренот, што е исклучен Јоргенсен. Пинг-понг е веден опасен удар и Пејш ги потврдува своите квалитети. Не смеат прилепчени да заспијат како што беше во овие неколку минути.
Карамфиловски, Мегленски, Мицевски. Лево е Нацев, Мицевски убаво проигрување кон Георгиевски, бара простор за удар, проигрување за Крстев, голема шанса 2:0. 71 минута, најубавата акција на надпреворот, победа апсолутно заслужено води со 2:0. Како од фудбалските учебници акција, неа ни допреа топката фудбалерите на Митиланд. Скоубо, Микелсен, Николаевски има жолт картон, ќе биде тоа опасност. Силите до крај ќе бидат еднакви, не толку можеби хендикеп за победа на овој надпревар, колку за реваншот. Евентуално ќе треба Саша Здраевски да се опорави. Слободен удар, 27-8 метри. Внимателен на Пејч. Е добар центаршут, директно во голот, ја зафати оваа топка голманот Скоп Јенсен. Десетина секунди до крајот, Томас Берг, пинг-понг, интервенција на Жежовски и може ли контра да се отвори сега од оваа ситуација, многу повеќе простор, фудбалери на победа, Мицевски, десно е Жилсон, лево е Глаевски, натаму Мицевски може да шутира од оваа ситуација, Мицевски сепак е тоа премлако да се загрози Скоп Јенсен, но беше тешко да се истрча 40 на метри, се работи за 93-та минута, победа има поволни 2:0 пред реваншот во Данска на 29 август против Мителанд, резултат што ги носи многу близко до првото коло на купот на УЕФА при лепските фудбалери. Апсолутно заслужена победа, затоа што игра многу подобро од својот противник, доминира на средината на теренот, тука го добија надпреварот каде што требаше, каде што се апсолутно поквалитетни. Да сумираме, почитувани гледачи. Во 10-та минута Нацев го загреа голманот Скоп Јенсен. Во 27-та по еден соло продор за малку промаши Тони Мицевски. Во 29-та еден проектил на Георгиевски заврши во стативата, но тоа беше најава за водечкиот гол на победа. Не го постигнаа тие, но двојното проигрување на Георгиевски и на Нацев го натера капитенот Нилсен да ја затресе од сопствената мрежа. Може би во второто полувреме победа беше поанемична, иако се очекуваше да притисне уште повеќе поради исклучувањето на Јоргенсен во 38-та минута. Но во 70-та победа го одигра најдобриот потек. 5-6 додавање од средината на теренот акција во која неа ни доприја, неа ни видоа топката данците, за да ја кринуса со конечен резултат 2:0 Крстев. До крајот на надпреварот мудро, со оглед на вториот жолт картен на Николаевски, прилепчани ги сочуваа овие 2:0, кои ги носат не само поради резултатот и поради играта. Некој знае каква, не видовме ништо од данскиот представник Митиланд, многу близко до првото коло во купот на УЕФА. Во фудбалот е се можно, но победа има искусна, солидна екипа. Лани во Интертото купот покажа дека знае да игра на гости. Нема причина да не веруваме дека нема да влезе во првото коло на купот на УЕФА. Иако треба да се одработат тие 90 минути во Силкеборг на 29 август. Благодарам, почитувани гледачи, за вниманието и пријатно.